дечки, ова е предобро, за ово имам слушнато, многу ќе ви помогне, ова е вау. Ма нема шансе, Што смешно? Прво ми сеќање лубеница, а немам пола лубеница, ја остана корка. Кај пола лубеница, сега ќе видиш. Чекај, Ај. ти стивам. Сега ќе исечам и ќе видиш дали е пола. Еден, два, три, четири. Ај, кажи дали е пола лубеница. Види колку лубеница останува. Што останало, брат, ти многу разбираш? Ова се остава е за ова, гледај се. Што разбираш, брат? Ја ти кажам, не разбираш. Не му се свиѓа фета, не му се свиѓа ова. И сега ова иде вака. Шербет. Се гледаме после стекот кој ќе биде готов. Комбинација стек компир, салата и десерт лубеница. Нема боље. Што го правам гледаш готов е стекот, ама првата тура. Значи, зашто не ми собира мал ерфраерот, брат. И да ставам наеднаш 400 грама, не можам. Understand? Ја гледа. Овака за да го убрзаме процесот. И овака. И ако паднеше, брат, срце ќе не стега. Ово иде овде. Ово иде овде. За да не бијам по 500 пати. И ова за да им покажам кога, нели, како се мери и што се мери. Значи, вага, зимаш сирово, нулираш, рибе, нула, вадиш и ти покажува 190, 200. Ставаш, распоредуваш ово убаво, а доволно зашто е ситно сецкано, само така да го ставиш ќе се направи. Затвараш, местиш некој 11-12 минути и 10 минути можеш да правиш што сакаш, а ја ќе имам садој. Толку од комплицирано готвење и треба да ви изготви мајка ви, треба да ви изготви жената и така натаму. Ништо не е комплицирано. Ставаш 10 минути, иста приказна и со компирот. Покажи ми го таму. Значи, сечеш на парчиња, исто си измеруваш колку треба, пушташ рераната да се загрее 10 минути на 220 степени, не ставаш ништо, значи ни зејти, ни масло, ништо не треба, само си зачинуваш по желба, ја ставам или сол или вегета, 10 минути се загрева, ставаш на половина час, некој 35 минути и ручокот ти е готов. Значи ништо не правиш, нема нешто комплицирано да измислуваш, па тука да изиграваш, не знам, некој шеф во кујна, па да требало, ништо не е комплицирано. Упростете си работата и без да барате изговори. А ова е дел од процесот. Ова ако некој ве лаже, евентуално може да има, покажи ми, имам машина за овакво перење овие садови, ама некако зашто сум сам и користам буквално 10 садови. И са мене не ми се исплати, не ми се исплати. Сега ќе ги измијам овие, значи ова сега ако го ставам во машина за садови, ќе се, не знам колку ќе го мие таму саат 2, 3, 5, небитно, а мене више ми треба за нареден оброк. Ќе правам овесни снегулки и буквално не ми е потребна машина. Сега вие ако сте, нели, повеќе членови семејство, повеќе души дома, тоа може да ви биде олеснителна околност и ова да не го правите. Ама и ова не ми представува проблем.
И ти кој ќе ми речеш женска ти да ти прави он, што е комплицирано, најде? Ама зашо ти да не готвиш? Јас сум готвам, ова е тук. Тоа не ме бендисува. Лично не јадеш ти јаја. Добро. Не, ич не е фер, бе. Така се тешиш дека е фер, ама не е фер. Утре за утре ако женска ти не е тука, што гледаш? Ката нема да видиш. То така е. Еве сега како на повеќе дена отиде на сега отиде на 3-4 дена, така не ли беше? Ама отиде на 5 месеци. А немаш да доти. Веќе Што таму. работиш? Работа? Кај да знам? Не може. Ти седиш дома ќе готвиш. Добро, прифаќам, ама ти си тој нели што заработува, што носи приходи. Да. Да. Добро. Тоа поддржавам. Овој до фрижидер има за уште еден оброк. Мил преп, после има, дојдам да им покажеш. Брат, ти ќе плаќаш сметки за струја? Добре, добро. Више, има одмрзнато пилешко. Не покажи ова фирмата. Да. И сецкано, после го саваш у фрижидер и имаш за поише денови однапред. И толку, нема друга филозофија. Чекаме стекот да се направи и навидум можеби идна соработка. Комбинација снова. Нема бој. Што? Тоа се протеини, бе, брат. Знаеш што е? Мајстор. Иначе, за тие што не знаат, многу уживам да готвам и можеби во иднина ќе си ја сменам професијата. Знаеш како се чисти? Брзински. Направиш цак, делиш, цак, на пола, цак, цак, цак. Ставаш, оп, на пола, една, три. Крати. Тоа е тоа. Значи имаме спремно хидрати, протеини, вакна. Масти во овој оброк нема, ова е оброк после трчање. Главно овој само оброк ми е без масти, другите два ми се комбинација протеини, јагле, хидрати и масти. Имам само 3 оброци во текот на денот. И вакво нешто, ајде да речем како ужина. Значи, не знам, праски, лубеница, банани, јаболки, од се помалку. Главниот дел за ово видео ќе биде анбоксинг на новиот пакет кој што ми пристигна. Тоа е од Inhale Plus. Дечките ми исконтактираа пред некој ден, се со цел за можеби идна наша соработка, бидејќи мислат дека ќе се вклопиме заради мојот начин на живот, односно тренинзи, трчање, планина и така натаму. Сега ќе го отвориме овој пакет и да ви покажам за што станува збор. Тука имате флаерче, кај што имате насоки како се користат. Овие се траки за нос, за да речем полесно дишење, особено олеснителна околност се за оние кои што имаат проблеми со алергии, не знам, астма и така натаму. Мислам дека мене многу ќе ми помогне во делот за спиење, затоа што наутро кога ќе станам се осеќам како грлото да ми е суво, да ми е затнат носот и така натаму. Не се сомневам дека и многу ќе ми помогнат што се унесува за тренинзите, значи трчања, планини и така натаму. На овој профил нема да видите никогаш нешто, некои, да речем, лажни соработки, нешто од тој тип, затоа што можам да ви представувам нешто во што јас лично верувам. За сега ништо не можам да ви кажам што се однесува за ова, бидејќи немам пробано. Ќе ги испробам. Имам јас неколку пати пробано некои лепенки така, односно траки што ми давале, ама конкретно на долги стази немам ништо користено. Така да ова ќе биде првиот тест. Значи тука добивате 30 има, значи речем ако користите секој ден по едно,
Тоа би било околу месец дена. Од позади имате тука некои насоки, кои што можеби треба да си ги прочитате да видите што конкретно треба и како треба да се прави. Сега ќе отвориме едно, односно да видиме какви се лепенките. Како што погледнав на нивната страна, а еви има и овде, има, мислам дека во повеќе, да речем, бои, црна, продзирна и така натаму. Сега ќе видиме, предпоставам, треба да се тие. Тие вака изгледат, сега нема да ставаме ништо, значи само може да видите како изгледаат, еве го пакувањето. Јас ова денеска прв тест ќе направам, како што ви напоменав на почетокот, за спиење. Вечер ќе пробам едно, мислам дека таму најмногу ќе ми помогнат и ќе ги тестирам одреден временски период, не знам, околу 10 на дена можеби, доколку стварно ми помогнат и стварно почувствувам разлика, дали во спиење, дали во опоравок, дали во поквалитетен сон, тренинзи, трчања, планина, се што ќе испробам, ќе споделам со вас. Така да, тоа е тоа. Им благодарам многу на дечките што ми исконтактира и те надеваме на соработка. Мислам дека ќе бидат супер, така да, тоа е тоа. Сепак одиме да го пробаме и да истестираме во текот на денот дали ќе има некоја разлика. Како што знам, треба да убаво да го прибришете носот, значи да биде на суво, да не биде ништо мокро и така натаму, затоа што брзо ќе ви се одлепи. А ова сними го ова Бункеров. Машина не сум пуштил една недела. Вали добро на мене. А знаеш дека се осеќа разлика? Мислам вака као подот. Жими се мрат се осеќа разлика. А и овие се супер што се продирни и може да се носи вака. Не свеќаш. У секојдневие може да се движиш, не се приметува толку. Да е црна лепенка, да. Можеби чудно ќе изгледа, но овие може да се носат без проблем. Топ. Како завиган? Се чувствувам на разлика. се чувствува разлика, како повеќе проток на воздух. Не, ова на спиење многу ќе ми помогне. Ќе истестираме одреден временски период. Ќе помогне, вајде. Ово може ќе ни стане, да речем, некоја традиција. На крајот секој видео на Инстаграм, односно на мојот Инстаграм профил, ставив опција за прашања, кои што може да ги поставите вие и активно да учествувате во секој видео овде на мојот YouTube канал. Напоменав дека ќе биде анонимно, значи нема да прикажувам кој што ме прашува, туку само ќе прочитам прашањето и ќе дадам одговор. Се со цел да имаме некоја дружба и да ви помогнам околу нешто што ви интересира, сакате нешто да дознаете и така натаму. Имам тука одвоив некое интересно прашање, нешто што се разликува од другите. Дали професионално се надпреваруваш во класик или било која насока на бодибилдерски? Никогаш не сум се, да речем, занимавал професионално бодибилдинг, не сум се надпреварувал, не сум искочил на никакво надпреварување. Ова може би е поставено врз основа на моите слики, односно, да речем, кој што ги направив претходната година припремите за фотошутинг. Тоа е нешто слично, да речем, како припрема за на бодибилдинг надпревар, каде што се поминува истиот процес, буквално се е исто, само што не искачам на бодибилдинг и да се надпреварувам со некој, туку надпревар сам против себе.
и не сум вежбал позинг и така натаму, кој што е исклучително тежок, знам дека е многу тежок и тоа треба многу да се вежба, ама се на се не сум се надпреварувал и никогаш не сум тренирал класично, да речем, бодибилдинг. И сега тука на ова прашање се надоврзува и доколку не, дали мислиш дека истиот начин на исхрана што го применуваш сега е здрав за долговечен живот и функционално тело? Тоа што јас го применувам сега, а и уназад неколку години, стојам за тоа дека, да речем, е здраво. Сега, што конкретно мислиш на здраво? Јас подразбирам, нели се разбира, здрави намирници кои што се на што по природен начин, значи што ги создала природата, што растаат во земја, како што се компирот, оризот, нешто што се знаму во денешно време све се бара, односно се може да се најдат не знам, неприродно засладувачи, прскани и такви работи, ама ако толку се фокусираме на тие работи, буквално за се може да најдеме нешто, ајде да речеме, нездраво. И сега тоа не е решение и не е оправдание за вие да не се храните здраво. Значи, и под се хранам здраво се подразбира како телото реагира на таа храна што ја јадете. Дали имате енергија во текот на денот, како вашиот дигестивен систем ја вари таа храна, дали имате надуеност, колку редовно одите во тоалет, каква е вашата столица и така натаму. Не мора да значи дека ако компирот е здрав, и мене ми одговара и на тебе ќе ти одговара, односно на вас ќе ви одговара. Треба да најдете нешто што ќе ви одговара на вас, ќе се чувствувате убаво, ќе може да речем да го јадете често, да јадете секој ден, да имате енергија и така натаму. Значи храната треба да работи за вас. Наредно прашање, дали е поскапо да се храниш здраво? Дефинитивно не. Еве, еден пример само ќе ви дам. И кога се работи за поскапо поевтино и кога се работи за временски. Немам време и така натаму. Кога ќе седнете во ресторан, во било кој ресторан е да седнете, колку време треба да дојде конобар да ве услужи, да нарачате, тоа да се спреми во кујна, да ви се донесе, да јадете, да викнете сметка и да платите. Минимум саат време гарантирам било кај да седнете. Тоа што ќе го нарачате, еве да речем и да биде ориз и стек. Просто да речеме како нешто што се промовира здраво на социјалните мрежи, да биде ориз и стек. Знак прашалник е колку е тоа квалитетно месо, на кој начин е припремено. Ово ви го кажувам затоа што имам работено во кујна и знам како е. Дали е исчистена скарата, кога последен пат е исчистена и така натаму. Оризот, како е спремен, дали е додавано, сигурно е додавано некое масло плюс, значи некои калории и така натаму, кои што може да прават многу разлика. Сега, да отидете во продавница, 1 кило ориз, не знам, се движи од 50 до 70 денари. Кило стек околу 400 до 600 денари, може да најдете и многу поквалитетно месо за тие пари, каде што ќе имате и за повеќе денови и ќе може сами да си препремите, како што видовте на почетокот на видеото, брзо и лесно се спрема и може многу да биде вкусно. Може да користите било какви зачини, значи стекот јас го зачинувам конкретно со лук во прав, кари, бибер, сол и така натаму, го ставам во ерфраер на поголема температура, помалку временски период и искача буквално како некое гиро. Од надвор е крцкаво, од внатре е сочно и меко и убаво. Значи може премногу убаво да се спреми, отколку да отидете и да нарачате. Не е работата дека вие немате време или сте во брзање, едноставно немате приоритет и немате организација. Доколку имате приоритет и тоа го ставите на врвот од листата и да знаете како да се организирате, верувајте дека и многу поевтино ќе поминете и многу повкусно. Наредно прашање, дали ќе ми се покачи холестеролот ако јадам секој ден по 5 јајца?
нема да се покачи. Тоа е многу стар мит кој што за жал се уште се провлекува на социјалните мрежи. Холестеролот во јајцата е најдобриот извор на холестерол во храна што може да најдеме. Холестерол ви е покачен или, да речем, на крвна слика покажува зголемен и така натаму од процесуирана, рафинирана храна која што ја имаме сегде на дофат. Јајцата воопшто не може да ги споредувате со брзата храна и брзите шеќери и трансмасти, кои што тие иницијално ви го зголемуваат холестеролот, а не се јајцата. Слободно јајте јајца секој ден, тоа е нешто што може да направите најдобро за вашето тело, најдобар извор на протеини и масти од животинско потекло, а и општо. За мене јајцата се број 1. Тоа е тоа што се однесува за ово видео и прашањата кои што ми беа поставени на мојот Instagram профил. Ви благодарам што на еден начин и учествувавте вие. Бидете поактивни, покреативни, слободно, како што напоменав, ова е анонимно, може да прашувате што сакате. Уште еднаш да им се заблагодарам на дечките кои што ми ги испратија овие липенки за подобро и поолеснително дишење, кој што, како што напоменав, може многу да помогнат кај луѓе кои што имаат проблеми со алергии, особено кога доаѓа пролет, полен и така натаму, проблеми со астма и така натаму. Тука е крајот на видеото. Во наредно видео ќе гледате колку чини мојата исхрана за неколку дена, можеби за една недела ќе испазарам, за да ви покажам дека не е воопшто скапо и дека може со помал избор на намирници да се направи нешто вкусно и да имате вие, а и за вашето семејство, кај што може да се сготви за повеќе луѓе и тоа да ви заштеди и време и пари. Ви благодарам уште еднаш што го изгледавте ово видео до крај и се гледаме во наредно видео.